Чаренски, ти си дел од почетокот на проектот наречен Еврофарм работник во Суперлигата. Еве, клубот со една церемонија те испраќа на крајот од договорот. Како ги мина овие 5-6 години тука во Битола и какви спомени носиш и од спортски план и генерално гледано од градот, структурите и од клубот? Благодарен сум на клубот за овозможената шанса овие 5 години да бидам тука. Мислам дека обострано беше задоволството и моето, дека имам возвратено и дека и они ми пружија доста многу. Почнувајќи од градот, публиката, да се заблагодарам, одлична публика не недостасуваше оваа година. Прекрасно, немам зборови. Многу сум задоволен од прикажаното тука, исто мислам дека го дадов се од себе за да се покажам во најдобро светло, како за себе, така и за клубот. Зборува за растот на проектот од еден нов суперлигаш до тим кој што ќе се бори со Вардар за титулата, ќе одигра серија на европски надпревари во Лигата на шампионите и Лигата на Европа. Колку може овој Еврофарм Пелестре денес? Па секако амбициите растат, имаше турбулентни периоди. Јас сум од почетокот, знам, имаше периоди каде бевме и втор клуб во Битола и сепак се изборивме да бидеме заедно, да биде еден клуб, со што шансите се зголемија и веќе е сериозна работа, сериозен проект. Мислам, му пожелувам многу успеси понатака и се најдобро да има. Зборува за сезоната, како ја окарактеризирате? Најнапред дојде европскиот успех, потоа ова мртва трка со Вардар која што гледаме на крајот ја решава подобриот меѓусебен скор. Еве генерално гледано за плейофот. Мислам дека имав успешна сезона со мал пад во играта, еден период кога ни дојде и тој осмина финален надпревар со Магдебург и Вардар, можда и повредени играчи, мал хендикеп, меѓутоа мислам дека успешна сезона, цел ни беше да пројдеме групна фаза на ЕХФ на Лига Европа, го направивме тоа, ни падна незгоден противник, поквалитетен, доста научивме од нив. Сеха лига сме во четврт финале, имаме да докажеме таму уште нешто, да не се заврши и првенството, мислам дека таа една слаба утакмица го даде овој исход.